Добар ден, криптоентузијасти, во уште едно видео на нашиот канал. Денеска ќе разговараме за NEAR протокол. Нормално ова е апдейт на видеото, така да ова е второстепено видео за овој протокол, каде што нормално ќе објасниме се што имаме моментално како познавање за овој проект, нови вести и нормално ќе направиме целосна техничка и фундаментална анализа на овој проект. Нормално ова е почетокот на работата за нас оваа недела, тоа што ова е само првото видео. Во текот на оваа недела очекувате многу интересни, би рекол, содржини, почнувајќи од утрешниот ден, каде што ќе имаме лайвстрим. Тоа ќе биде макроекономија и крипто, но овој пат ќе биде многу битен лайвстрим со оглед на фактот дека имаме продолжување, иако неофицијално, на војната во Иран, така да дефинитивно од аспект на макроекономија ќе разработиме што очекуваме кога станува збор за потешкотиите во Хормуз, а уште побитно и потенцијалното затварање на Баб ел-Мендеб, откако хутите ставија ембарго на било каков тип на транспорт на израелски бродови. Петок имаме Altcoin вести, сабота техничка анализа на крипто, односно биткоин циклусот, во оваа ситуација потрага по дно. И во недела ќе имаме специјално неделно видео, многу интересно, а тоа е квантни компјутери, дали е тоа вистинска опасност за крипто секторот или пак е само уште една лажна треога. Тоа е во однос на нашата неделна работа во овој дел. Додека следната недела имаме нешто посебно, а тоа е долго очекуваниот и долго најавуван, би рекол, Clash of the Titans. Тоа ќе биде во оваа ситуација интересна презентација, каде што јас и Гоце ќе споредиме идеолошки како изгледа нормално комунизам и капитализам во неговата права идеолошка форма, не во ова извито перување што гледаме моментално на пазарите или генерално во светот. Така да дефинитивно ќе биде интересна дебата. Нормално ќе ги поставиме јас и он правилата за тоа како ќе изгледат, двајцата ќе имаме своја лична презентација за тоа нели кој е подобар, дали е планската економија или слободниот пазарен, така речено, систем на конкуренција. Така да дефинитивно не го пропуштајте, на 20 јуни ќе имаме многу интересна прекол презентација помеѓу мене и Гоце. И кога станува збор за денешното видео, за оние кои што потенцијално прв пат се среќаваат со оваа содржина, ова е посебна содржина која што е дел од плейлистата истражување на коини токени, каде што досега има истражено повеќе од 125 коини, односно токени на македонски јазик, од кои што веќе барем 10 веќе ги имаме обработено и второстепено во овој нов, би рекол, циклус со собствен апдейт за тоа што моментално се случува, во кој и NEAR протокол е еден од истите, каде што сега правиме второстепено видео да видиме што се случува ново во овој проект. Плейлистата може да најдете на нашиот канал, како што видовте, тоа е анализа на коини токени. Сите досегашни видеа за анализи на коини токени може да ги најдете овде. Дополнително, како што знаете сами, останате само уште два проекти кои што треба да ги обработиме пред да побараме од вас да ни кажете кои ќе бидат новите проекти кои што треба да ги додадеме на оваа листа, со тоа што наскоро очекувате дека ќе има ваков постер на кој што вие ќе ни дадете, како што гледате и сами, примери што би било паметно да се обработи како коин кој што се уште не сме го обработиле, а ние ќе избереме 4 од истите најдобри, би рекол, проекти и ќе дозволиме на заедницата да гласа по кој редослед истите ќе ги обработуваме. Како ги анализираме коините? Ги анализираме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што секоја од овие групи ни дава, би рекол, посебен дел од знаењето за овој коин и нормално одговорот на сите би ни дал отприлика една почетна целосна слика за тоа за каков тип на проект станува збор. Со тоа што не ги одговараме нели поред, постојано ги одговараме во однос тоа како се движи материјата, но до крајот на ова видео дефинитивно ќе ги имате одговорено сите. Сега, прво секогаш почнуваме со апликација и практична примена на коинот, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Станува збор за би рекол мал проект, со оглед на фактот дека неговиот маркет кап моментално е под 3 милиарди долари. Како што кажеме, до 1 милиарда се микропроекти, од 1 до 5 мали, 5 до 10 средни, над 10 милиарди големи проекти. И во оваа ситуација станува збор за мал проект. Не заборавајте дека истиот беше, би рекол, среден проект во претходниот bull маркет, но нормално со почнувањето на bear маркетот се врати неговиот маркет кап во мали проекти. NEAR протокол представува Proof of Stake тип на Layer 1 блокчейн, но е малку специфичен затоа што е насочен кон една конкретна дејност, а тоа е поддршка на AI агенти. Значи, за разлика од другите, Layer 1, кој што има на некој начин секој своја страна, јака страна, NEAR протокол максимално се фокусира на
поддржување на AI агенти. Да тоа малку подоцна. Значи, како што можеме да видиме, истиот припаѓа на Layer 1, со оглед на фактот дека е нормално смарт контракт, дека е Layer 1 тип на блокчейн со свој Proof of Stake консензус механизам, каде што можеме да видиме дека моментално се наоѓа само секунда, да видиме, на 34-то место на според market cap на сите коини моментално, негде околу 20-то во однос на Layer 1 категоријата. Исто така смарт контракт компатабилен, што значи дека може да се креираат апликации и токени на него. Слична ситуација, истиот пак ќе биде негде опрлика на тоа место, околу 20-то место, со оглед на фактот дека најголем дел од Layer 1 е уствари, нели, блокчейни кои што имаат своја смарт контракт компатабилност, но една уникатна ствар која што веќе спомнавме е фактот дека истите се наоѓаат во Artificial Intelligence AI одделот на коини. Зошто? Како што кажав, ова е Layer 1, како што можеме да видиме за разлика од останатите, значи овдека ICP и Near Protocol се Layer 1 блокчейни кои што се фокусирани во одделот на AI, но Near Protocol исклучиво во одделот на AI. Односно, можеме да видиме дека и на нивната официјална страна роудмапот им е ексклузивно фокусиран кон градење и надградба на вештачка интелигенција агенти и економијата која што истите понатаму ќе ја градат. Значи буквално целиот нивни фокус е во однос на вештачка интелигенција агенти, што им дава, би рекол, голем потенцијал во следниот дел, би рекол, во следниот bull market. Сега, значи тоа е во однос на нивната апликација, нормално дали имаме блокчейни други кои што се дел од ова? Да, тоа е сега ова што ќе го споредиме. А дали има надворешни апликации кои што може нормално да ги заменат? Кога станува збор за вештачка интелигенција агенти кои што функционираат на блокчейн, нормално дека не. Кога станува вештачка интелигенција генерално, огромна конкуренција има моментално, но кога станува збор за блокчейн, дефинитивно конкуренцијата е многу помала. Сега, нема да ги земеме сите смарт контракт компатабилни и Layer 1 проекти како конкуренција, туку ќе земеме конкретни проекти кои што се занимаваат токму со истата оваа дејност. По превод, иако Near Protocol е целосно фокусиран на развој и водење на вештачка интелигенција, така речено агенти, можеме да видиме дека не е во првите 3 кога станува збор за најголема количина на ваков тип на софтвер, односно AI агенти. Прв е со 38% од пазарот за AI агенти Binance, со 34.000 агенти. Base, односно ова е Layer 2 на Ethereum, кој што само што се издвои од Optimism, е со 18% и на трето место Ethereum со 15,7%. Значи дека дефинитивно не е во првите 3, а овдека дури, како што можеме да видиме, не е ниту спомната во останатите, што значи дека има многу помала бројка за разлика од овие, кои што гледаме дека се главни претенденти во оваа конкретно категорија. Ова е, би рекол, разочарувачки кога станува збор за овој проект, затоа што знам дека многу луѓето се фокусираат на него баш поради оваа причина, како и Артур Хейс, кој што зборуваше како неговата иднина е вештачка интелигенција и така натаму, нели затоа има толку светла иднина, за да видиме дека буквално не е ниту во топ 4-5, би рекол, кога станува збор за најголема количина на вештачка интелигенција агенти. За жал, тоа е реалноста. Сега, вториот дел нормално малку навлегуваме во токеномија, знаете сами, во однос на неговиот консензус и неговиот почеток, тоа е ICO-то на Near Protocol, кое што гледаме дека е уште од 2017 година и гледаме дека има многу рунди на, би рекол, приватни продажби на Near токени на голема количина на различни, како што можеме да видиме, ова се венчур капиталисти, со тоа што можеме да видиме интересни имиња, како Coinbase Ventures, Pantera Capital, кои што се многу звучни имиња кога станува збор за овој сектор. Гледаме дека има огромна количина на ваков тип на приватни рунди, погледнете и сами, и тоа солидни количини, 8 милиони, 370.000, 18 милиони, 600.000, 2 милиони, 10 милиони, сето ова се пари кои што се собрани во овие, нели, рунди за развој на така речено самиот блокчейн. Ево, Андерсен Хоровиц, A16Z, една од најголемите компании кои што постојано ги следиме, како и да е идејата е дека уште од 2017 година овој блокчейн постои, но друга работа која што може да забележиме е дека има огромна количина на коини, односно токени кои што се дадени на ваков тип на венчур капиталисти, што мене не ми се допаја. Ова се луѓе кои што дефинитивно ќе направат дамп кога овој проект ќе се придвижи нагоре.
За среќа, од 2017 година, веќе истиот имал така речено 2 bull маркети, па затоа и горе-доле прилика овој дел малку по надминат, би рекол, дамп од венчур капиталистите. Во делот со консензус механизмот на овој проект, ова е стандард тип на proof of stake, блокчейн, каде што консензусот се добива со пак ќе речеме консензус на нодовите кои што имаат свој стейк во мрежата, веќе многу пати сме објасниле што е proof of stake. Имате соодветно видео на нашиот курс за техничка и фундаментална анализа. Она што е уникатно е нивниот така наречен Nightshade sharding механизам. Исто и шардинг сме објасниле, но на кратко ќе објасниме за оние кои што потенцијално ова не го знаат. Значи, разликата во стандарден proof of stake механизам во кој што мора сите нодови да се согласат, ја запишат и нормално ја така речено прифатат одлуката за да се запише еден блок. Кога станува збор за шардинг, имаме неколку групи на нодови кои што функционираат синхронизирано преку еден главен чейн. Со тоа што гледаме дека во 2024 година во август Nightshade надграббата на NEAR влегла во употреба и со тоа практично не имаме ситуација во која што Nightshade моментално функционира како така речено засебни групи на шардови кои што моментално постојат на NEAR протоколот и кои што како да речеме група на валидатори можат самостојно да донесат одлука без другата да речем група на валидатори да мора оваа одлука да ја потврди. И нормално овде како имаме така наречениот сега ова е Beacon Chain од Ethereum во NEAR протокол, за жал не успеав да најдам како се нарекува, но како и да е, идејата е дека како она што сака да го постигне Ethereum, можеме да видиме дека моментално и NEAR протокол успеал тоа да го достигне со оваа надграбба во 2024 година, каде што има повеќе паралелни групации на шардови кои што запишуваат синхронизационо во исто време различни практично блокови. Сега, тоа е во однос на нивниот консензус механизам, што е пак ќе кажам уникатен, значи во оваа ситуација ние зборуваме за нешто што го нема многу од блокчейните. Кога станува збор за нодови, значи во дескрипција ќе го имате ова како линк каде што ќе може да видите како потенцијално да направите нод на овој блокчейн, со тоа што ние на страна ги ставивме и би рекол овие квалификации, да видите како прилика, односно што ви е потребно за да можете да имате валидатор нод. Па ти кажам, значи може да ги најдете сите овие работи во дескрипција на самото видео. Значи овде може да видите хардверските потреби кои што ви се така речено неопходни за да може да имате свој нод на самата NEAR мрежа, свој нод, додека дополнително кога станува збор за колку коини ви се потребни, значи потребни ви се сега моментално околу $25,500 вредни NEAR коини за да можете да имате нод кој што ќе биде земен во предвид во така речено оној алгоритам за утврдување кој ќе го запише следниот блок. Зошто е толку битно? Затоа што вели моментално само 300 најголеми според стейкинг нормално нодови ќе бидат земени во така речено оној луп за одредување кој ќе го запише следниот блок, кој што добива нормално и награда. Така да затоа и според ова што моментално гледаме, препораката е, а тоа се менува постојано во однос тоа колку е голема количината на коини кои што се наоѓаат на најголемите нодови, дека потребни ви се минимум $25,500 вреден NEAR за да можете да имате валидатор кој што ќе биде земен во превид и кој што ќе добива награди. Тоа е во однос на валидатор нодовите, кои што кажем дека се неопходни за еден proof of stake блокчейн механизам, а во исто време можеме да видиме колку активни нодови има моментално. Имаме само секунда да се излоадира страницата. Значи моментално имаме 473 активни нодови. Позитивно е тоа што гледаме дека нодовите постојано се зголемуваат. Таа значи дека интересот за овој блокчейн постојано расте за луѓето да имаат свој нод. Тоа можеме да го забележиме уште од 2023 година наваму. Дополнително, кога станува збор за тоа колку голема количина од маркет капот му е по стейк, односно ова се количина на коини кои што моментално се заклучени во нодовите каде што истите се ставени нормално за стейкинг награди, за тоа ќе разговараме следно. $1,3 милиарди вредни коини се моментално ставени во стейк. Зошто е ова толку битно? Значи да погледнеме колку е вкупната количина на маркет капот на NEAR, ќе видиме дека голем дел од истата, значи 1,3 наспроти 2,8, тоа е практично скоро половина, значи 1,4, во прилика половина од маркет капот, односно коините на NEAR кои што се пуштени во циркулација, се моментално во стейк.
Тоа е огромна количина, што значи дека најголем дел од, да речам, коините се моментално по стейк, а колку повеќе, толку е помала шансата за дамп, затоа што луѓето очигледно очекуваат дека овој коин ќе има своја вредност во иднина, па затоа и ги заклучуваат под стейк овие коини. Тоа е многу битен момент. Кога станува збор за неговото одлучување, истите имаат DAO. Значи, ова представува форумот кој што така речено луѓето дискутираат за донесување одлуки, gov.near.org, но не овде се донесуваат одлуките. Како што може да видите, овде кај е стандарден форум, нема новчаници, затоа што за да може да донесувате одлуки, нормално мора да се логирате со вашиот новчаник, каде што ги имате своите Near коини во оваа ситуација. И на тој начин нормално, само што пак станува збор за Proof of Stake, делегете Proof of Stake, така да нодовите на кои што вие ги ставате во своите коини за стейк, се оние кои што имаат право да одлучуваат. Сега, за жал, јас не успеав да најдам страната, на вистина се обидував да најдам, не можев да најдам. Наводно постои така наречена AstroDAO. Ова е така се нарекува моментално DAO-то на Near, каде што се одлучува. Претходно се нарекувало Sputnik. Но за жал не можев да го најдам, истото пробав, не можев да го најдам за да може да видиме како изгледа, дали е активно, дали има одлучување и така натаму, но за жал не успеав да го најдам. Понатаму продолжуваме со уште некои интересни работи околу делот со консензусот пред да почнеме со фундаментална анализа. Само секунда. Кога станува збор за наградите од овој блокчейн, на годишно ниво инфлацијата на овој блокчейн е 2,5%, тоа значи дека и стейкинг наградите се оприлика околу 2 до 2,5%. И нормално во исто време за секој блок се добива практично награда која ќе биде запишана, но интересно е тоа што не се добива веднаш. Во Near протокол се добива откако ќе биде завршена една епоха и тоа се распределуваат наградите во однос на оној кој што колку направил, така речено, колку завршил работа за самиот Near протокол. Зборуваме за делегаторите кои што запишале одредена количина на блокови. Со тоа што времето на еден блок на запишување на Near протокол е 1 секунда. И овдека може да видиме колку во годината имаме нормално блокови. И оприлика, вели, на годишно ниво се минтаат нови 30 милиони коини кои што влегуваат во циркулација. Зошто е ова толку битно? Затоа што, како што може да забележиме, најголемиот дел, односно сите коини се веќе во циркулација. Значи дека нема vesting schedule е завршен и од сега понатаму имаме фиксна инфлација од 2,5%, каде што околу 30 милиони коини влегуваат во циркулација секоја година. 2,5% не е страшно мене ако ме прашувате и морам да признам дека ако е само 2,5, тогаш во рете овој блокчейн воопште не е лош во тој дел. Сега околу како изгледа моментално програмскиот јазик кој се користи на Near. Значи основниот програмски јазик е Rust, но како и многу други блокчейни можеме да видиме дека истите имаат развиено SDK, Software Development Kit, каде што со истиот ќе може луѓе кои што програмираат на JavaScript да можат да го користат овој програмски јазик за да креираат апликации на Near протокол. Многу паметно, на тој начин имате многу поголем пул на програмери кои што може нормално да го користат вашиот блокчейн. И ова е прилика како изгледа каталогот, односно DeFi делот, децентрализираните апликации на Near протокол. Гледаме дека има доста, но пак ќе кажам, главниот дел на овој блокчейн се однесува исклучиво на AI агенти. Тоа е она што се обидуваат да го постигнат. Кога станува збор за фундаментална анализа, некои интересни вести кои што ги имаме за овој блокчейн, првата работа која што мораме да забележиме е дека во текот на утрешниот ден ќе имаме, тоест денес и утре така речено, ќе имаме значи денеска на полноќ 26 тоест 9.6.2026 година, денеска на полноќ ќе имаме хардфорк на Near протокол. Ова е една од главните причини поради кои што обравме сега да го направиме ово видео. Проблемот е што за жал нема апсолутно никакви информации што е апгрейдов. Значи баравме сегде вклучувајќи ја и нивната страна, верувале или не, значи апсолутно нема никакви информации за апгрейдот. Има дека многу од како што може да видите и сами страните, односно менувачите ќе го поддржат ова, но нема апсолутно никакви информации што представува апгрейдов, што е апсолутно абсурд. Значи како и да е, ќе биде замрзнато тргувањето со Near протокол, да не се исплаши негде околу полноќ за неколку часови и потоа ќе биде повторно пуштено кога апгрейдот ќе биде интегриран. Тоа е најновата вест која што можеме да најдеме, која што е најбитна моментално.
Near протокол има интеграција со Zcash, каде што Zcash може матично да се користи на самиот Near протокол блокчейн, каде што буквално може да трансферирате Zcash на Near протокол и да го користите во негова реална форма. Многу интересно, една од ретките вакви работи што сега сум ги видел, затоа што најчесто го барао на burn mint тип на трансфер, кога имаме два различни блокчейни и гледаме дека се навистина активни кога станува збор за евенти. Погледнете. Значи, ова се евентите кои што многу лесно може да ги најдете, luma.com/near_community. Погледнете само колку различни евенти имаат, апсолутно секој втор трет ден има нов евент негде во светот за Near протокол, што е екстремно позитивно. Мене ако ме прашувате, на тој начин се развива, би рекол, многу подобро и заедницата и познавањето за овој проект. Друга интересна работа која што мора да забележиме е дека кога станува збор за техничка анализа, значи ние очекуваме дека затварањето на овој триаголник ќе представува и почеток на претходниот bull market. За жал, не само за овој, туку за поголемиот дел од блокчейните тоа не се случи. Што се случи? Се случи продолжување на истиот овој триаголник и понатаму. Односно, можеме да видиме дека истиот и понатаму се гради и дека моментално цената и понатаму се наоѓа во негде околу над 70% од исполнување на овој триаголник, што значи дека дефинитивно Near протокол е подготвен за следниот bull market. Цената се наоѓа над bull market support бендот, над ова, би рекол, многу битна месечна линија на поддршка која што започна уште од 2020 година. Значи ние имаме мултициклична акумулација на овој коин како и на многу други, тоа сме го виделе во безброј чартови, кои што многу јасно видовме како завршува кога ќе ги земеме во предвид XRP, XLM, нормално овдека исто мора да ги земеме XMR, Zcash, значи тоа се проекти кои што буквално е завршила оваа акумулација 7-8 години и експлодира. Дури некој имаше малку порано што го направија тоа, како на пример овдека мора да го спомнеме FED. Значи екстремно класичен пример на масивна акумулација која што се одвија веќе два циклуса, која што очекуваме дека во следниот циклус потенцијално ќе биде дебело наградена сите оние кои што го поседуваат овој коин, но повторно нема што да разговараме околу техничка анализа додека не го утврдиме дното на биткоин. И понатаму оваа тренд линија останува да биде главниот отпор на цената во овој масивен bear маркет од веќе 4 години. Ако продолжиме понатаму, сега повторно ќе се вратиме на токеномија. Првата работа која што мора да забележиме, како што веќе кажавме, е дека сите коини се веќе пуштени во циркулација. Тоа значи дека нема vesting schedule, нема огромни количини пуштени така речено во циркулација. Тоа е екстремно добро за овој проект. И понатаму, освен тоа, што е би рекол еден од најпозитивните работи за овој проект, имаат burn механизам. Вели, фито што се плаќа за Near трансакции, 70% од фито се гори, а 30% се дава така речено на оние кои што моментално нели ги запишуваат овие трансакции, нормално станува збор за нодовите. За жал, ние немаме информација како изгледа количината на Near коини кои што се изгорени. Ако е 70% од фито се гори, тоа е позитивно, затоа што ова е нормално дефлационен механизам кој што се обидува да ја намали инфлацијата. Они веќе ја намалија еднаш, со тоа што со одлука на заедницата од 5% се намалила, така речено, ново испринтаните коини на 2,5%, но повторно имаме инфлација. На овој начин, преку горењето на фи, се обидуваат да го намалат делот со постојано инфлейтирање на количината на коини на пазарот. Па ти кажам, многу мала транспарентност кога станува збор за количината на изгорени токени, значи за да видиме колку уствари овој фи помага во инфлацијата, како што е тоа, например, на Binance. Binance има соодветен burn механизам чарт, овдека јас таков не успеав да најдам. Некои интересни информации што така најдовме и на CoinMarketCap, кога станува збор за, би рекол, токеномијата, како и на Tokenomist.io. Значи тоа се AI, се извинувам, тоа се двете страни кои што дополнително ги користиме за да видиме што случува со токеномијата на овие коини, каде што можеме да видиме интересни информации на Tokenomist. Прво, она што го зборувавме дека има масивна количина на коини кои се дадени на, гледате и сами, значи огромна количина на VCs. Дали се тоа early ecosystem, пак се дадени на некои early backers, core contributors, иста ситуација, venture capitalists, community grants, горе-доле ова е некои проекти кои што инвестирани, малку поинаку, small and large backers, значи погледнете, 14, 8,5, тоа се 22,
околу 30% ние имаме во почеток дадени на големи играчи кои што верувам дека ќе направат дам кога цената ќе порасне, но пак со оглед на фактот дека ова е направено што во 2017-2018 година, верувам дека голем дел од нив се излезени од овој проект и можеме да видиме дека тоа е тоа. Во официјално октомври 2025 година завршил vesting schedule за апсолутно се. Од сега понатаму остануваат само наградите за Epoch Rewards, тоа се уствари стейкинг наградите кои што рековме се делат на крајот на една епоха, што е крајно позитивно, значи дека останува моментално кои ни се даваат само од онаа стандардна инфлација од 2,5% на оние кои што прават стейкинг преку делегатор нодовите. И само секунда да видиме што моментално имаме информации за овој проект на CoinMarketCap. Како што може да забележиме, овдека имаме податок за истото. Значи, огромна количина од овие коини се дадени на венчур капиталисти кои што инвестирале рано во овој проект и дека сите се отклучени, што значи дека само инфлацијата останува. Дополнително можеме да видиме дека растот на колку повеќе едноставници има активно NEAR коини е доста постојано расте, негде околу 12.380 12.380 различни инвеститори имаат NEAR протокол, коини во својот новчаник и гледаме многу добра децентрализација, тоа може да го одговориме веднаш. Значи можеме да видиме дека во топ 10 новчаници во овој проект имаме само 33% вкупната количина на коини. Тоа можеме да го потврдиме со CoinCarp, кој што нормално го користиме највеќе заради Rich List, тоа е една уникатна работа која што поседува оваа страна. Значи можеме да видиме со исклучок на овие почетни, би рекол, неколку големи волети, надолу на вистина станува збор за голема децентрализација и на вистина само првите неколку се ризични со 5-4-3% од вкупната количина на коини, останатото е, како што можеме да забележиме, доста безбедно. Тоа што повторно, гледате, овие големи, например 3,06, предпоставувам дека ова е некој од овие овде, е буквално на Binance. Тоа ви кажува дека се менувачници во прашање што поседуваат толку голема количина на коини. Тоа е околу токеномијата, што е, би рекол, доста добра. Сега ќе се вратиме повторно малку на фундаменталната анализа, односно што се случува со неговата институционална адаптација. Можеме да видиме дека за жал за овој, не, Centrifuge, извинувам, само секунда, треба да го направиме ова за NEAR, ова не е претходното. За жал, веднаш ќе го најдеме за NEAR протокол. Значи, дали имаме моментално Spot ETF апликации за NEAR протокол. Значи, имаме една, ако не се лажам, сега ќе го потврдиме тоа. Значи, Bitwise, да, Bitwise има моментално и Grayscale, тоа се две. Значи, две апликации има за NEAR протокол, моментално за да добие свој Spot ETF на американските берзи, што е крајно позитивно, тоа значи дека има интерес од апликациите за овој проект, мада за сега јас не успеав да го најдам овде. За жал, ако ги сортираме по токен, ќе видиме дека за сега името на NEAR се уште не се наоѓа овде. Претпоставам дека апликациите се доста нови, па затоа и го немаме во овој календар на веќе аплицирани, да речем, апликации за коини од страна на институции. Она што имаме се два ETP, тоа е Exchange Traded Products, кои што се уствари на некој начин паралелна ситуација во Гейропа, каде што и Bitwise има свој ETP со стейкинг, тоа е многу позитивно, и 21 Shares има свој ETP со стейкинг повторно на територија на Гейропа, затоа што значи оваа ситуација не само што ви дозволува да купувате, туку и да добивате стейк на вашата количина на ETP на NEAR коини, кога нели ви ги држат 21 Shares или Bitwise, што е крајно позитивно. Кога станува збор за датсови, ова е дека нели овдека немаме нормално се уште активен ETF, како што кажеме за NEAR протокол се уште нема одобрен ETF. Кога станува збор за датсови постои Galaxy Digital Holdings, има свој дат, но за жал гледаме дека за сега нема се уште никој купено NEAR протокол коини, но како и да е позитивно тоа што институција одлучила да направи Digital Asset Treasury за NEAR протокол. Исто така истите се застапени и во Real World Asset токенизацијата, но со релативно мала количина од само 13 милиони долари. Нормално со оглед на фактот дека рековме овој Layer 1 се обидува да се фокусира кон AI агенти, така да за сега нормално е да го нема толку застапено во оваа категорија.
И овој KIO фонд може да видиме дека е составен од количина на мурикански обврзници и корпоративен кредит и дека истиот е воден од BlackRock, што не е воопште мала работа. Значи тоа ни покажува дека станува збор за сериозен играч кој што одлучил на NEAR протокол да токенизира обврзници на мурика и корпоративен кредит. Па ќе кажам, во споредба со останатите станува збор за екстремно мала количина, 12 милиони е навистина мала количина на токенизација, но како и да е, битно е дека постои токенизација на овој блокчейн. И сега се враќаме на токеномија, каде што ќе провериме некои метрици за овој блокчейн, да видиме каде се наоѓа за разлика од останатите, кога станува збор за DeFi, брзина на трансакции и така натаму, и да видиме нели како се споредува со останатите блокчейни на пазарот. Кога станува збор за брзина во однос на вистинската брзина на така речено овој блокчейн, истиот се наоѓа негде на 30-то место, ако не се лажам, тоа беше текот на вчерашниот ден, че тоа провериме како изгледа сега, само да го најдеме точно NEAR протокол. Само момент, изгледа малку подолу. Но како и да е, дефинитивно вчера го најдовме во оваа листа, што значи дека дефинитивно е еден од побрзите блокчейн. Ево, 20, се извинувам, ова е доста добро. Значи моментално се наоѓа на 20-то место по реална брзина, кој што моментално така речено се применува. И гледаме дека максималната брзина му била 4100 трансакции во секунда, која што успеал да постигне, но повторно 20-то место воопште не е лошо кога станува збор за најбрзи блокчейни моментално, па ќе кажам со реална брзина на самиот блокчейн. 153 милиони долари DeFi сектор, што е релативно мал. Гледаме дека има DeFi апликации, значи кои што моментално активно работат на него. Со тоа што нормално најголемиот дел маркет капот е фокусиран во би рекол 2-3, останато тоа е со нешто ситно што моментално функционира, како и да е. Станува збор за Layer 1 кој што има свој би рекол DeFi сектор, 150 милиони, но па ќе кажам споредбено со како изгледа моментално DeFi секторот, пример на апликациите на Ethereum, очигледно станува збор за многу мала количина на Ethereum, само сакам да ви покажам дека е моментално постоечки, дека истиот има свој DeFi сектор. Сега овде ќе споредиме некои интересни метрици, да видиме како функционира самиот блокчейн, или дали има трансакции, активни юзери и така натаму. Првата работа е колку токен холдери има, 131,8 милиони токен холдери. Сега многу интересно е тоа што ова е различно од оно што го најдовме во CoinMarketCap или пак е различно напишано. Изгледа дека сега препоставам тоа е овдека 12, ама не знам, многу глупо како да го прочиташ. Препоставам дека за тоа и не сме го разбрале, можеби е оприлика слично 131 милион. Таму 12.8K. Дури во најдобар смисла тоа било 120.000, така. Но како и да е, значи еве и двете ни даваат малку поинакви информации, доста различни. 131,8 милиони токен холдери има моментално на NEAR протокол, што е многу поразлично од оно што ни го покажува CoinMarketCap, но е позитивно, значи тоа се огромна количина на луѓе кои што држат коини NEAR. Transaction count, да видиме колку моментално имаме активни трансакции. Во последните 3 години има 5 милиарди трансакции направени на NEAR протокол, а сега ќе видиме колку е на неделно ниво. Само секунда да се рефрешира и ќе видиме колку имаме на неделно ниво активни трансакции во однос до колку холдери имаме до сега. Сега имаме мало, би рекол, големо намалување, не мало. Значи гледаме дека во просек во 2025 и почеток од 2026 година сме имали околу 20 до 30 милиони трансакции на неделно ниво. За сега да паднеме на 5 до 6 милиони. Јасно, со оглед на фактот дека имаме голем одлив на капитал и интерес од криптосекторот, но повторно сето тоа е циклично, верувам дека ќе се врати повторно, големината на трансакциите е значителна. 22,5 милиарди долари, тоест милиарди долари трейдинг волјум, значи тоа е колку на 770 милиони од 400 до 700 милиони долари на неделно ниво се тргувани на NEAR протокол, што е солидна количина на капитал, да бидеме реални. Fees, значи моментално гледаме дека на неделно ниво има од околу 1 до 1,5 милиони оприлика долари само во fees, кои што успеваат да ги соберат, и колку тоа е revenue, значи колку тоа е чист профит, сега ќе видиме, но за жал блокчейнот генерално и понатаму е во загуба,
како и голем дел од другите блокчейни, но дефинитивно се потребни ваков тип на технологии и дефинитивно ќе почекаме додека истите станат профитабилни, а тоа ќе биде нормално со големината на корисници. Колку повеќе корисници, толку повеќе нормално очекуваме да бидат профитабилни овие блокчейни. Значи од тие 1 милион гледаме дека само околу 90.000, значи од 30 до 90.000 се профит, така речено, за самиот блокчейн. И овој да го поминавме. И сега ако продолжиме понатаму, активни юзери, значи колку активни юзери имаме на месечно ниво, дека го направивме, да видиме колку моментално активно се користи овој блокчейн. Значи, па ќе кажам, пред овој значителен пад, гледаме дека околу 40 до 45 милиони луѓе го користеле овој блокчейн на месечно ниво. За жал сега е екстремно паднат. Се обидувам да разберам зошто не успеав да најдам некоја битна вест, некој, не знам, хак или нешто, за жал тоа не успеавме да го најдеме, но гледаме дека навистина имаме голем пад на користењето на овој блокчейн од 40 на само 2-3 милиони активни юзери на месечно ниво. Кога станува збор за активност, овој е еден од поактивните проекти. Значи, Near Protocol е во топ 20, би рекол, на годишно ниво, а нормално тоа го става и на неделно ниво. Да биде еден од поактивните, значи само да го најдеме, ево, Near Protocol на 24-то место со 2909, така речено, комитс во текот на оваа година. Со тоа што дефинитивно е еден од поактивните проекти, повторно 24-то место воопште не е за подценување. Code Commits гледаме дека има постојано активно депонирање на скрипти на овој блокчейн, на GitHub, со тоа што нормално ни покажува дека активно се работи на надградување на самиот блокчейн, што е, па ќе кажам, екстремно позитивно за истиот. Кога станува збор за тоа колку работат на него девелопери, моментално имаме 299, скоро 300 full-time девелопери, што е една од најголемите бројки на девелопери на ваков тип на блокчейн. И многу е позитивно тоа што од оние што се full-time и part-time, 365 се established. Тоа значи дека овие девелопери не го напуштаат проектот, туку се долг временски период активни на истиот. Дополнително, Core Developers, да видиме што ќе ни каже Token Terminal, да видиме дали ќе се поклопи, 44. Сега тука е она што е многу интересно, за разлика од оваа апликација, значи Token Terminal ни кажува дека има само 44 активни Core Developeri. Сега, како они ги споредуваат овие работи, не знам, но многу е подобро да имаме секогаш од два извора информации. И 299 Core Developeri кои што се full time го става на некое така речено 10-то место со многу сериозни проекти како што е Base, како што е Optimism, Polkadot, Cardano, значи ова се најдобрите проекти нормално во криптосферата, значи ICP, SUI, гледате дека буквално Near е во самиот врв. За жал, денеска не знам зашто Arkham Intelligence не работи, сакавме да видиме што се случува во однос на портфолиото потенцијално на Near Protocol фондацијата, но не можеме тоа да го направиме, затоа што моментално Arkham Intelligence не работи. И едно прашање кое што постојано ги забораваме е колку моментално, каде моментално може активно да се купи овој проект. Тоа е едно прашање кое што постојано ги забораваме, веднаш ќе го одговориме. Со оглед на факторот од 2017 година дефинитивно на најголем дел од менувачниците истиот е достапен. Може да видите и сами. Значи, апсолутно најголемите менувачници го поседуваат овој коин за тргување, истото важи и за дексовите, што е очекувано со оглед на факторот дека е еден од најстарите проекти на пазарот. Тоа е во однос на тоа каде може да го купите, а дополнително има уште едно битно прашање кое што го заборавивме, а тоа е дали е поврзано со некои кривични или судски процедури. Не, за сега Near Protocol не е ниту во една судска или кривична процедура, мада беше опфатен со одлуката на СЕК дека представува хартија од вредност, но нормално со донесувањето на заклучокот на сето ова, со новиот SEC Chair, ефективно и Near Protocol како и останатите проекти кои што беа така речено, прогласени за хартија од вредност веќе не се. Тоа е се што имаме за Near Protocol, не би го ставале во нашето портфолио во однос на вештачка интелигенција, веќе имаме обрано проекти кои што ги застапуваме. Ако видиме нешто ново што ни се допаѓа, дефинитивно ќе го земеме во предвид, но Layer 1 дефинитивно имаме доста проекти, а дополнително околу вештачка интелигенција имаме други проекти кои што ги поддржуваме. Кога станува збор за нашата работа, доколку ви се допаѓа ова што го работиме, станете дел нашата патреон заедница, на тој начин со оваа мала членарина ја поддржувате нашата работа и ни правите така речено услуга да можеме да продолжиме со овие финансии да креираме уште повеќе материјал.
Во меѓувреме добивате привилегии да бидете дел од нашата Patreon заедница, да може да комуницирате, споделувате, анализирате, споделувате своји анализи заедно со нас и на тој начин нормално да растеме како заедница. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Да не забравиме дека има еднаш месечно лайвстрим кој што го организираме целата наша Patreon заедница и ги одговараме сите ваши прашања, како и офлайн видеата како ова. Моментално прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и до сите наши гледачи. И за крај, доколку некој од вас сака да го обнови вашето годишно членство преку крипто, тоа може да го направи на cryptogamidjia@gmail.com. Само кажете ни во која валута ви сакале да ни уплатите, а ние ќе ви пратиме соодветна адреса. При тоа ова се сумите за годишно членство на Patreon со 30% попуст на годишно ниво. И дополнително, значи, ние на истиот овој мејл ќе ви вратиме линк до годишно членство на нашиот канал. Благодарам сите оние кои што не следат, се гледаме во следната содржина. Имајте добар ден од топлата Малта и од Крипто Гемиџија. Поздрав! Хеј! Од Велес до светот, Крипто Гемиџија, знаеш? Код се до него, заедно креваат бука. Во живо се, брате, кај што знае забава да пука. На монитор, бројки, график, нерви. Од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот. Не продаваат магла, туку знаење за џабе. Кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести па прават баланси. Јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува. А тој што ги следи лесно логика си вденува. Крипто Гемиџија, со око за ризик и гоце со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, Гемиџијата не води по патот. Крипто Гемиџија, сокот се дозори. Крипто Гемиџија, уча цела бригада да се бори. Макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна, хартиен 2 сирока. Принтерот пуштен на јако од Фед до селото Брисел, вести за злато. Од Блискиот исток до БРИКС и Мала Британија, геополитика ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. И секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбејт, туку слика и длабочина. Не паѓат на фейк њуз, туку се следат сите страни. Ако имате против Гемиџијата, на темата ве кани. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со гоце до последен стици факт. Гемиџијата не води по вистинскиот пат. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми за крипто и мокта. Од шема до шема, од график до график, се на македонски јазик. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со гоце до последен стици факт. Гемиџијата не води по вистинскиот пат. Крипто светот врти, ама ние сме будни. Гемитрија тера, а фактите се судни. Хеј! Македонец за македонец,